Јас сум познат како еден гласен критичар на работата на Стево Пендаровски. Се работи веројатно за добра фасада, добра маска, позади која што стои една исклучително расипана личност, која што е додаска до корен корумпирана. И во таа насока, формата преку која што тоа го правеше и злоупотребуваше е токму Агенцијата за разузнавање, како што спомна. Агенцијата треба да е очи и уши на безбедноста на Македонија надвор од државата, да препознава закани кои што доаѓаат од други држави кон Македонија, да информира до дипломатско-конзуларните представништва и до соодветните институции во Македонија за тие закани, но наместо тоа агенцијата се претвори во една збирштина која што пола ден се занимава со озборување, најчесто неточно, а другиот пола ден се занимава со фабрикување извештаи кои што ги испратја до кај стигне, 99% исто така неточни. Агенцијата на овој начин целосно го крши законот за собствената работа и за тоа ќе има одговорност после не 8, ама после 12 мај, затоа што формално промената на претседателското место ќе случи на 12 мај и сериозно ќе се испита што и како таму се правело, како е злоупотребувана работата на агенцијата. Јас нема кажам прв пат дека агенцијата е злоупотребувана за да се следи највисокото раководство на ВМРО-ДПМНЕ, почнувајќи од претседателот на партијата, преку мене и уште неколку истакнати видни членови на партијата, што е противно на било која позитивна законска норма.